За да им ја покачат платата на работниците, газдите бараат да плаќаат помали придонеси. Оваа иницијатива преку организацијата на работодавачи ќе биде доставена до владата и истата се однесува на текстилната и кожарската индустрија. Таму се бара придонесите за пензиско, здравствено и персонален данок да бидат исти за плата од 12 до 18.000 денари. Придонесите да се замрзнат на 12.000 денари на минималната плата за платите од 12 до 18.000 денари нето, за да можат работодавачите да ја покачат и платата и на подобрите работници, за да не дојде до демотивираност и до падот на индустријското производство. Дејќи ако ги покачат платите и кои се повисоки од 12.000, 13, 14, 15.000, тогаш покачувањето на скупната бруто плата во фирмата е многу поголема и тие финански проблеми и реперкусии ќе бидат поголеми. Така да дел од фирмите чекаат, што ќе прават со тие плати понатаму. Посебен третман ќе се бара и за малите компании, особено оние во руралните средини. Анализите покажале дека тие се финансиски многу слаби и дека таму платите досега се движале во рамките на минималната, односно околу 9.500 денари. Кај нив е проблемот што тие не може да се укупат во критериумот да лиците кои не остваруваат нормиран учинок може да бидат најмногу 20% од работените. Значи, кај овие компании во овие рурални краеви ќе мора најверојатно да се направат некои дополнителни напори од владата, дали преку фондот за нередовни подрачија, да и се помогне да не дојде до напуштање на работниците. Сите овие проблеми излегле на површина откако стапи на сила одлуката за зголемување на минималната плата на 12.000 денари. Од друга страна, работничките здруженија се со став дека со ова само се ублажува една децениска неправда која се вршеше врз работниците од текстилната и кожарската индустрија. 25 години, секогаш го зборам тоа, 25 години се експлоатирани, манипулирани со најниска плата. Најниска утврдена плата и под минималната плата. Минималната плата од овој месец почна да се исплатува во износ од 12.000 денари, со што околу 130.000 работници добија зголемена плата. Законски се опфатени и вработените во кожарската, текстилната и чевларската индустрија, кои досега земаа минималец од 9.590 денари. За прв пат минималната плата беше утврдена во 2011 година, кога трите социјални партнери, владата, синдикатите и работодавачите, се договорија минималецот да изнесува 8.050 денари во нето износ. Законот почна да се применува од 2012 година, а подоцна износот на минималната плата беше зголемен на 10.080 денари, но кожарската, текстилната и индустријата за чевли секогаш заостануваа во висината на минималната плата.